денеска еве после неколку дена со овие момци пред да тргнат за Република Турција, се видовме и сега еве пак се гледаме со нив. Јас морам да кажам како градоначалник и како кавадарчани и општина Кавадаци дека сме хуман народ и народ кој што знае да одговара. Би се навратил на неколку дена уназад на она одлука кога требаше да одат пожарникари дел од нашиот тим во Турција во спасувачката мисија, во помошта на повредените и во излекувањето на жртвите. Морам да кажем да признавам дека чувството беше позитивно со тоа што сите 27 пожарникари се пријавија за да тргнат за Република Турција. Тука нема понегодување. Меѓутоа со оглед на тоа дека имавме потреба од 2 возила, 2 тима, тргнаа 9 пожарникари по избор на самиот командир. И тука имавме доста негодување на оние што не отидоа, дури да не кажам вака народски лудби за тоа што некои од нив сакаа со цело срце, желба и волба да отидат, меѓутоа ете тимот беше од 9 луѓе. Би кажал и би додал дека со овие 9 луѓе кои што беа во Турција, во тоа погодено подрачје, разурното подрачје, овие донови со нив мисли легнувавме и станувавме за нив, како и нивните семејства, и ми е многу мило денеска тука што ги гледаме сите здрави и прави и задоволни од она што ги имат сработено и нашата помош која што е направена во делот на населението на самите жители во Република Турција. Општина Кавадарци е сегаш подготвена да помогне. Хумани сме, докажано. Овие луѓе никогаш нема да бидат заборавени, не само 9 луѓе како тим, меѓутоа и сите хуманитарни организации како што е пожарникарството, од чега сум кажал и сум укажал на тоа дека не е само да се работи работа, пожарникарството е еден дел кој што треба да го чувствуваш и во самиот себе. Верувам дека после ова нивно пристигнување ќе се иземат неколку дена одмор, да се видат за нивните семејства, да се одморат и да општина Кавадаци биде горда, а пред се бидеме и успешни, а никогаш да не се случи кај нас или никаде во светот ваква трагедија, затоа што тоа се неопишливи моменти и зборови за загуба на толку луѓе и на толку повредени. Тоа имам јас од име на градоначалник да кажам, така да уште еднаш им благодарам на 9 луѓе кои што беа таму директно инволвирани, поддршка која што можевме да дадеме од тука максимално дадовме. Општина Кавадаци како градоначалник јас никогаш нема да ги заборавам ниту пожарникарите и сите оние кои што се во интерес на општеството. Важно беше целта поради која што дојдовме таму. Јас можам само да ги споделам со вас и со граѓаните позитивните искуства што ги добивме, моите позитивни чувства што јас ги добив од сета оваа мисија и задача што ја имавме. Би сакал да почнам уште самиот ден, првиот ден кога Република Турција нелиева погоди тој страшен земјотрес. Во раните утрински часови ми стапи во контакт градоначалникот со предлог, да речеме и задача во исто време, да направиме тимови за спасување во Турција, кои што нормално, се согласивме, тоа не задача нас, затоа постоиме. Состанокот беше одржан во пожарната во Кавадарци, во присуство на градоначалникот. Одлучивме да пратиме 2 тима таму, значи со комплетно целокупната опрема што имаме, а ја имаме. Значи не само како опрема за спасување од елементарни непогоди и земјотрес, туку и имаме и обучени дечки во склоп на противопожарната заштита, кои што беа обучавани од странски инструктори за спасување во случај на земјотрес. Целиот тој тим беше ангажиран со целокупната опрема. Одлучено беше, пак ќе повторно, 2 тима да отидат, сите спасувачи, сите завршени обуки. Нешто тоа што ви рекол дека ќе го споделам само позитивното искуство е тоа што кога ги прашав колегите, одржавме еден состанок, кога ги прашав колегите, првично, ајде доброволци или има, дури сежам и сега што ви зборувам дека 100% сите наши вработеници се пријавија. Па имавме те мала проблематика што викат кој да ги одбереме да идеме таму. Меѓутоа тимот се направи, тимот беше од искусни дечки кои што имате претходно искуство на терен, со земјотреси не, меѓутоа кажав дека сме сите обучени. При самото пристигнување таму можам да ви кажам дека нашата задача, нашата мисија како спасување, да му излеземе во сусрет на турскиот народ, ја докажавме. Ја докажавме нашата способност како такви, нашата способност како хуманитарци и ги оправдавме боите и на Македонија и мислам дека соработката беше многу добра. На лице местото можеме да кажеме таму дека
самото чувство на турскиот народ што го имаше пред нас не може да се опише. Значи сите тие контакти што ги имаме со нив, не може да се опише начинот кој што ни се заблагодарува на секоја позавршена секоја мисија што ни беше таму. Така да тоа чувство не може да се замени со ништо друго на светот. Тоа можам да го кажам и можам да кажам и вас и на нашите сограѓани дека Македонија и кавадарци има стварно способни дечки за работа, спасители, хуманитарци, кои што сите сме во склоп на територијална противпожарна единица кавадарци.